Зголемени трошоците, животот станува се поскап. Статистичките податоци покажуваат дека вкупните трошоци за живот се зголемиле за 1%, а платите останале исти. Како да се преживее од први до први, ако цената на намирниците од потрошувачката кошница постојано растат? Според последните податоци, за јануари годинава, потрошувачката кошница изнесува 32.199 денари, а просечната плата е 22.347, што значи дека само 70% од предвидените намирници граѓаните можат да си ги дозволат. Па 30.000. Сигурно треба, иначе друго. Животот е тежок. За мене не е скапо, ти сум сама, пензијата ми е доволна. Ама тие што имат дечиња, изимат 9.000 по конфекциите, е скапо. Ние сме двајца. Некаде трошиме 25.000, мислам, комплет со комунали и со се, со едно скромно живење. Штипјани коментираат, единствен спас за да се закрапи месецот се земјоделските производи, кои за среќа се уште можат да си ги дозволат семејствата. Они си знаат како е, ако двојцата зимат по 10.000 и две деца имат, малку тешко. Најмалку комунали ќе дадат 10.000. Децата си трошат, си сакат. Кај нас малку имаме предност у Македонија што зеленчукот е поевтин, овоштијата помалку, тука имаме предност иначе. И се овие другите работи што се месни производи, секој према джепот. Анализите на Сојузот на синдикати на Македонија покажуваат дека најголем дел од парите, дури 41% се трошат на храна и пијалоци, а 32% за домување. За одржување на личната и колективна хигиена во домот се потребни 2.254 денари или 7% од вкупниот буџет. Исто толку пари се потребни за гориво, облека и обувки. Најмалку пари од вкупниот буџет на 4-членото семејство се троши за култура и здравје.